Сметам дека доволно македонската јавност виде и слушна, но не можам како заменик координаторка да не се јавам процедурално согласно членот 97, 98, 99 и 100 за одржување на редот на седницата и за тоа да се внимава кој пратеник како се изразува и дали се задржува на темата за која што тука се дискутира. И да, добро е јавноста да ја види поранешната председателка на форумот на жени на СДСМ како се однесува кон една колешка и како успешно ги демотивира жените да бидат активни во политиката. Колешка Јованка Тренчевска, немојте да му суфлирате на вашиот координатор дали да ми се јави или не, туку овде треба да излезете и да се извините. Во вашиот говор зборувавте за ароганцијата во ВМРО ДПМН, па поголема ароганција од ова вие што вака се однесувавте понижувачки кон една колешка која што има прв мандат тука и која што станала тука да ви реплицира на темата буџет. Мислам дека јавноста не можеше да види, но тоа зборува само за вас и за вашата ароганција, од која што не излеговте и покрај тоа што според вас можеби сте деградирани со тоа што сте пратеничка, но да знаете дека во домот треба да имаме многу повеќе жени, но жени кои што ќе се штитат меѓу себе и кои што една со друга ќе се поддржуваат кога ќе се јават за збор. А не вие како поранешна министерка, како борка за женските права, овде да понижувате една колешка која што во прв мандат. Навистина жалосно, не можев да не реагирам. Очекувам да се извините, во најмала рака да се извините. Ја памтиме вашата ароганција, барем јас кога доаѓавте тука на седници за пратенички прашања спрема колегите од опозицијата и затоа многу е лесно да обвинувате сега вие како опозиционерка дека ароганцијата била во редовите на ВМРО ДПМН. Не може да дојде во нашите редови затоа што вие се уште љубоморно ја чувате и активно ја употребувате. Навистина жал ми е, срам ми е што имав можност да ве слушам како омаловаживте една колешка во парламентот. Залудно зборувате без микрофон. Јавноста убаво ве слушна, изкажавте како се однесувате арогантно, како понижувате колешка пратеничка во овој парламент, а сте биле бивша министерка и сте биле председателка на форумот на жени на СДСМ. Можам само од име на останатите жени во овој парламент да се извинам за ваквото недолично и неколегијално однесување од страна на колешка пратеничка, која што чинам дека и председателка на клубот на пратенички. Да, тоа го изумив, уште поголем срам за вас. Благодарам.